убави насмевки, многу е убаво, како што кажав, кога имаш позитивни мисли, кога имаш позитивни луѓе околу тебе, навистина е убаво утрото и многу ми е драго што одвои време во пораните утрински часови со оглед на тоа дека знам колку е тешко за вас музичарите, но како сјаеш во лицето, колку си убава. И добро утро! Добро утро и Христос воскресе! Навистина воскресе! Веднаш да им честитам велик ден, убави празници на сите гледачи, Лилијана сите христијани. Атанасова, Лили. Ете така. Нашата Штипјанка, која што живее во Скопје, како што сум јас Тетовчанка, која што живее во Скопје. Ете така, сега сме пола, јас сум малку повеќе во Скопје отколку во Штип. Во Штип, така, Веќе да. како поминува време. Лили, знам, како што кажав, тешко е, меѓутоа уште еднаш ќе ти се заблагодарам со оглед на тоа дека имаш настапи, патуваш, нормално животниот тек е токму таков за еден музичар, поготово кога сме со гитарата, сигурно ако ништо друго и по приватни некои забави си правите си, за да едноставно се ужива животот, затоа што зборувавме нели за емпатијата. Треба да сме повеќе емпатични. Инаку да бидам искрена, стварно е многу, не знам како станувате толку рано. Јас сум ранобудник, рано станувам. Ама кога треба кога треба да сум на телевизија, некако, знаеш, мозокот работи и вечерта е буквално не проспиена, барем за мене е така секогаш. Работа, па со нас е тука се лесно. Ама са бале станав и веднаш прифатив кога се договоривме така да. Драго ми е понеделнички, јас па веднаш се сетив на тебе затоа што празнично навистина сакам ете да имаме убави позитивни теми и убави позитивни гости и веднаш се сетив на тебе. Кој ни е убави позитивен? Па јас некако се трудам да бидам позитивна. Не гледам причина, освен нели кога сите имаме некои такви моменти, кога колку и да се трудиш да си позитивен, некако нешто те бутка, ама јас. Да, но тоа не значи дека треба другите нели да ги со нашата ако во тој момент така се чувствуваме, дека треба да пренесуваме на некој друг. Тоа не. Ти спомна емпатија и вистина, мислам дека тоа многу фали, барем јас така чувствувам во последно време за жал. Во последните години како да недостасува, мислам дека сите го забележуваме тоа и стварно фали и да се освестиме некако, да. Наслова знаеш како ни е? Убавата песна со Лили и нејзината гитара. Да, убаво. Јајцето заборавив, инаку е со куркума, со природни бои вапца оваа година. Да, многу благодарам и како ми одговара со гардеробата денес. Да, како сум го погодила, баш убаво. Нека ни е за многу години Христос воскресе. Навистина воскресе, тоа е најубавиот поздрав и најубавиот наш празник и токму затоа за празникот музика. Ке препуштам на тебе што е она што би сакала. Јас собрав 3 песни на настапи, јас обично имам забавни, странски, македонски евергрини, но сега, бидејќи се така празнични денови, и одбрав 3. Ајде ќе почнам со првата, втората е од истиот автор. И третата е една староградска преубава. Оставаме на тебе. Ајде. Да уживаме сите заедно. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти без мене, јас без тебе. Може да те одречат, други да те предадат, можат се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива
сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови пеколни заедно ке минеме, древна земја македонска. Сестро, ништо да не бидеме, ти со мене, јас со тебе. Еве аплауси од колегите. Колку убав текст, Браво, колку убава песна, стварно. Нема тука не станувам јас наутро, ке не стануваш наутро вака да не расположиш. Пат Сузе ми пееше многу убави пратиши, сега малку ми фали. Сузе фали малку, да, со оглед на тоа дека е наш познат естраден уметник, нашата Сузе. И многу неизини други таленти, како што си ги имаш, прочем и ти. Штип, кога ќе споменеме Штип, прво нешто на што ни паѓа на ум е Макфест. Така, па потоа Пастрма или така натаму, пошто е познат Штип и многу други. Многу музичари, многу глумци, актери, политичари, се по Штип, да. Опасни сте Штипјани. Ајде, добро. Да кажеме, опасни во позитивна смисла, да. Макфест, кога се одржува Макфест сега оваа година? Стварно не сум сигурна, мислам дека е октомври. Се подготвуваш? Обично е октомври, во моментот трае конкурсот и јас имам една песна. Многу е интересно, минатата сабота, стварно не знаев дека трае конкурсот, Весна Малинова ми спомна, предходниот ден. Нашата колешка. Да, и во саботата, пред да почнам, имам денска свирка во лептокарија во еден локал, и пред да почнам со некои акорди, така си ја штимав гитарата, и буквално пред свирката ми дојде една мелодија, и само реков, чека, ова е многу интересно, и ја снимив на телефона. Браво. Следниот ден ја испеав на Весна, она за 20 минути буквално направи текст, и рефренот ми дојде покасно, некако ја спремив, и еве сега ќе конкурирам на Макфест. Да. Како Штипјанка, што мислиш, ќе те примат или нема да те примат? Па не како Штипјанка, јас мислам дека песната... Да. Ти си квалитетен музичар, тоа е многу, треба да игра улога, најважното, да. Меѓутоа, еве, јас не би сакала многу да зборуваме, ти кажа и ова утрово. Дали сме преморени со подготовки, со неспиени, доспиени, ненаспиени и така натака, но како и да е, нека ни е убаво утрото, еве го издржавме, ќе заврши утринската, ќе се напиеме кафе и со следни активности во текот на денот, но важно е сега да ги искористиме овие минути за песна. Ајде. Со што ќе уживаме? Од истиот автор, односно изведувач, Пети Бафтировски, мислам, ова се песни создадени од едни големи автори во едно време каде што народната музика стварно била во една експанзија. Мислам, какви песни има од тоа време. Јас сум забавњак, ако може така да се каже, но стварно многу ги сакам сите овие песни. И многу сакам да ги пеам. И затоа денес, и дека е нели празничо, одбрав 3 народни песни да уживаме сите. Да уживаме. Ајде, повели. Ти не плачи, мајко, што сум далеку и сам. Ти не кревај магли, силни јадови. Својот пат затрупан, се уште го знам. Ако сгрешам, нека изгорам. Својот пат затрупан, се уште го знам. Ако сгрешам, нека изгорам. Сам ќе морам да ве пробијам. Еј, кораби, назад пловете. Ако сгрешам, нека изгорам.
пливам води, назад ке се вратам пак. Во гради ведра распнувам напад, огнови високи, сам ке изгорам, ако сгрешам, нека изгорам. Огнови високи, сам ке изгорам, ако сгрешам, нека изгорам. Сгрешам, нека изгорам. Ако сгрешам, нека изгорам. Браво! Секоја чест, Лили. Секоја чест од... Па да, за вас музичарите од вака порани утрински часови со вако вокали да слушаме како пееш, на вистина за воодушевување и секоја чест. Може би не е во полн ек, а можам да замислам кога е во полн ек, да. Меѓутоа, еве, сите оние кои што сакаат да те слушнат, еве сега вака кога си добиваат желба, сакам да бидам, да присуствувам, каде што Лили свири. Кај одиме, што правиме? Сега во периодот пак чувствувам дека е активно низ Скопје па и низ Македонија. Во периодот свирам во Брискет, еден многу пријатен кафич во Лептокарија. Опуштена атмосфера. Да, денски, и тоа денски. Веру, одлично. Многу ми се допаѓаат сите тие. Потребно ни е на сите малку така изубен вентил. Сабота денски од еден часот и стварно се полни, луѓето доаѓаат, си уживаат, си пијат кафе, си муабетат, баш е таков денот. Другите денови сум во тренд, почнав пак да свирам, да настапувам. Су Роустери има еден нов локал на Охриѓание на Сухотел газдите, отворија во Даймонд. Во Сушико чат пат свирам, има повеќе места каде што може. Одлично, нека има, да. Нека има и убаво за тебе, и убаво и за сите оние кои што уживаат во твојата музика и во овој начин на интерпретација на песни, наши убави македонски, како што кажавме, сакаш забавни, меѓутоа и еве и на ваков начин ги интерпретираме и народните наши познати убави македонски песни кои се наше обележје. Секако, секако и никако не треба да ги заборавиме и ми е многу драго дека слушам и гледам дека и младите ги слушаат и ги сакаат сите. Да, тоа најмногу можеш да го знаеш. Стварно не беше така порано. Сега гледам дека младите немаат никаков проблем и сакаат да ги слушаат овие песни, да си ги потпевнуваат. Исто е и со македонските евергрини. Добро, они малку од поодамна се и кај младите популарни. Значи им се продолжува векот на сите овие убави големи песни. Големи песни. Ќе искористам последната минута, па ќе оставиме да завршиме со песна, како ги одбратри, знаеше точното време колку ни е во утринската програма. Да. Ма секоја чест, професионалец е професионалец во се. И го има тоа чувство, го има тој осет кај себе, колку треба, што треба, каде треба, што не треба, нели? Така е обично на сите мои настапи, морам на се да внимавам, секоја чест. Да. Великден како го прослави? Бев до Штип до моите и нели после тоа продолжив во Малешевијата, знаеш, јас таму сакам да отидам, убави ми се. Убав ми е тој крај, да, мислам, таа чиста природа стварно регенерира. Затоа лицето вака ти сјае. Од регенерација од природата, мајка природа. Спомнавме прошлиот пат и од тоа, и од веројатно од гените. Од гените, да. Тука нешто. Штипјани имаат некое нешто посебно за Великден, имате некои адети ваши, со оглед на тоа дека Тетово, например, ние сме си специфични, си имаме различни од сите. Стварно не знаев што е различно. Се оди по гости. Мажите одат по гости, жените си ги пречекуваат гостите. Тоа не го знаев. Во Штипе најнормално, нели, сабота се оди на црква и сите тие денови пред, со постењето, петок и сабота, строг пост. Така, да. Тие што не постат, нели, она долгот постат, што ретко кој може да го издржи, стварно.
Но тука завршуваме со разговор, ќе завршиме со уште една убава песна, уште еднаш ќе ти се заблагодарам од се срце и за ова преубаво великденско јајце кое што ми одговара на фустанот. Стварно ти одговара, слободан кај Да, го погодивме и се надевам дека ќе ни станеш наутро повторно за некој убав празник за да ни ја разубавиш утринската програма. Навистина ни ја разубавуваш и внесуваш убав дух и една преубава позитивна енергија плюс со песната и тоа е резултатот е видлив и за гледачите сигурна сум дека ова што го кажувам се согласуваат со мене. Што ќе испееме? И јас да ти се заблагодарам и сега одма ќе ти кажам нареден пат веднаш е прифатена понудата, така да. Ете така, ако одам во Битола гледам така. Поздрав до Штипјани, поздрав до Битола, поздрав до цела Македонија, среќни великденски празници. Останете и понатаму со Алфа телевизија. Секој добро. Ако одам во Битола, ќе прошетам по широк сокак, а на Дембел чаршија кафе ќе се напијам. Младост мило ќе си споминјам. Дембел чаршија кафе ќе се напијам. Младост мило ќе си споминјам. Еј, мори моме, како да речам, за Солуна, за Стамбола, неја не давам. Еј, мори моме, како да речам,